Договор за ресорите има, но имињата на министрите ќе се знаат утре после 20 часот, откако тие ќе минат низ филтерот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека додека не помине седницата на највисокото партиско тело, никакви детали нема да бидат соопштени, а јавноста подетално ќе биде запознаена по нејзиниот крај. Ние не сме разговарале за персонални решенија за имиња. Принципиелно имаме договор околу ресорите. Јас во минатото кажав, додека не се заврши седницата на извршниот комитет на партијата, нема да коментирам ниту ресори, ниту имиња. Почекајте до утре, до отприлика 20 часот, јавноста ќе биде подетално запознаена. Јас и во изминатиот период, а така и денес, така и утре до 20 часот нема да коментирам ниту ресори, ниту персонални кадровски решенија, додека не помине седницата на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Од тоа што е познато, најголеми рокади има во здравство, правда и култура. Влен се повлекува од Министерството за здравство, знам од правда, а ВМРО ДПМН од култура. Од министерската позиција заминува и првиот човек во социјална политика, демографија и млади, Фатмир Лимани, бидејќи овој сектор повеќе нема да биде во рацете на Влен. Според министерот, ниту една функција не е вечна, а кој и да го наследи, најважно е да ги продолжи успешните проекти кои биле започнати. Да се насочиме кон изградба на овие проекти и на слични други проекти кои ќе бидат во полза на сите тие што до вчера и денес ни веруваат. Друго не ни останува. Вечно нема ни позиција, па нема ни живот. Мислам дека тие што ќе дојдат после нас, крај краишта ќе бидат милион пати подобри од нас. Според првиот човек на СДСМ Венко Филипче, реконструкцијата немало да донесе ништо за граѓаните. Замената на луѓе во ресорите, замената на различни имиња е нешто што е небитно. Тоа е замена на курто со мурто и ништо друго. Граѓаните нема да видат ама апсолутно никаков бенефит од оваа влада која што води Христијан Мицкоски. Се ќе биде статус-кво. Најавената промена на дел од министрите беше причина за нови критики од ДУИ, каков и да бил изборот, тоа не бил избор на албанските граѓани. Каква идеја е распределбата? Кои да се тие министри кои што ќе бидат именувани или разрешени, тие се во функција или на извршители или на адвокати на оваа програмска определба. А бидејќи ја немаат волјата на албанците, било која распределба и именување ќе биде волја на премиерот и на македонската политичка партија во владата, и тоа нема да се одрази по однос на волјата на албанците. Инаку во моментов на позициите кои остануваат за Вленот предходно се Муамед Хоџа во животна средина, Бесар Дурмиши во економија и труд и Беким Сали во европски прашања.